Стомачните вируси се најчестите заболувања кај децата во летниот период, велат педијатрите, но сепак деновиве намален е бројот на пациентите кои што бараат медицинска помош на одделот за детски болести во Општата болница во Куманово. Началничката на детското одделение, доктор Маргица Арсовска, специјалист педијатар, апелира да се посвети поголемо внимание на хигиената во летниот период, да се внесуваат доволно течности, најчесто вода, да се јаде свежа и избалансирана храна. Летниот период намален е бројот на пациенти кои што доаѓаат на детско одделение, до 50 се движи. Најчесто дечињата се со стомачен вирус, температура, гушоболка, осип имаме, значи дали алергиски реакции од убоди од инсекти, осип од инфективна природа со ентеровирозите, значи тоа е претежно се стомачните вируси. Има дечиња и од одмор вратени, меѓутоа повеќето се од тука. Или пак наши сограѓани кои што живеат во странство, дојдени тука на одмор и се со овие проследени со повраќање, течни столици, покачена температура, со стомачна болка, значи стомачниот вирус овој период беше со дечиња со дехидрирани, што имаа потреба од инфузиона терапија, а некои од нив и од хоспитализација. Во летниот период најголемо внимание треба да се посвети на хигиената, значи да им се да знаат дечињата пред јадење да се мијат рацете, после игра да се мијат рачињата, значи да се чува, да јадат поумерена храна, да се внесуваат течности, многу вода овој период. Превентивно советувам и давање на пробиотик овој период, значи за одржување на цревната флора и за лесно справување и пократок временски период на справување на овие стомачните вирози и умерената исхрана, избалансирана. Полициски службеници од одделението за недозволена трговија со дрога и оружје при секторот за внатрешни работи Куманово вчера попладне во селото Стрезовце лишиле од слобода 77 годишен кумановец поради сомненија за сторено кривично дело неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи, информираат надлежните. Според СВР Куманово, при претрес во негови простории во селото Стрезовце извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени една ловечка пушка и 2 воздушни пушки. Лицето било задржано во полициската станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението на секторот за внатрешни работи Куманово. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово вчера вечер во периодот од 21 до 22 часот интервенирала на опожарено стрниште и сува трева кај православните гробишта во селото Лопате, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Според дневниот билтен на регионалниот центар, општина Куманово вчера изутрина го известила центарот дека на бројот 112 бил добиен повик од граѓанин поради глутница агресивни кучиња на улицата Мирча во населбата Зеленрид, пошто биле информирани надлежните во општината за решавање на проблемот. Со изведбата на игри од Врањско поле, културно-уметничкото друштво Српски вес освои Гран-при, највисокото стручно признание на 11-тиот меѓународен фолклорен фестивал во Бар. Игрите од Врањско поле се познати народни ора од Јужна Србија со брз ритам, богати носи и голем израз на радост, а сето тоа беше препознаено од жири комисијата на фестивалот во Црнагора и наградено. Културно-уметничкото друштво Српски вес преку своите фолклорни групи веќе 13 години ја негува српската култура и обичаите во Македонија, но и македонските, посочува уметничкиот директор Марко Младеновски. Културно-уметничко друштво од Куманово постои веќе 13 години, кој ја чува српската култура и обичаите во Македонија, но ги чуваме и македонските. Српски вес постои веќе 13 години, има позади себе реализирано 13 годишни концерти и многу соработки со сите заедници во Македонија и на многу фестивали во нашата држава и надвор од неа. Во оваа прилика, сакам да ги поздравам вашите гледачи, и културно-уметничко друштво беше на 8-дневна турнеја во Црна Гора,
каде што имаше повеќе настапи во Будва, Бар и Сутоморе. Најзначаен беше 11-тиот меѓународен фолклорен фестивал во Бар, каде што се представија 12 држави од регионот, но и од Европа. Фестивалот беше од надпреварувачки карактер. Ние се представивме со кореографија Врањско поле и ја освоивме комисијата. На наше големо задоволство, ние ја освоивме првата награда, односно Гран При. И овој фестивал е многу значаен не само во регионот, него и многу пошироко. И ние со нашата работа и со нашиот труд кој го вложуваме во негувањето на српската традиција и култура во Куманово и надвор од неа, значи покажавме дека навистина вреди да се работи и да се негуваат корените, односно генетскиот код. И со тој труд успеавме да го освоиме Гран Прито и тоа е доказ и успех не само за нашиот КУД, односно Културно-уметничко друштво Српски вез, туку и за градот Куманово, како и за нашата држава Македонија. Културно-уметничко друштво брои негде околу 200 членови во 7 фолклорни групи. Имаме изучување на српски јазик, како и нашиот оркестар кој ги прати нашите концерти, како и етногрупа. Сакам во оваа прилика да најавам во почетокот на ноември месец ќе направиме еден етноконцерт кој што ќе биде тука во Куманово со нашата етногрупа, каде што ќе бидат представени обработки на традиционални српско-македонски песни и во таа прилика ќе имат гледачите можност да видат и наша изложба која ќе биде представена во фоајето и ќе уживаат во програмата која веќе ја подготвуваме за таа прилика. Културно-уметничко друштво од септември продолжува со уписи на нови членови. Многу ни е драго и многу сме горди што пред се работиме со деца. Јас како уметнички раководител, професор и кореограф тука во нашите простори, навистина ми е чест што ја имам приликата да бидам уметнички директор на Српски вез, како и да работам со сите 7 групи. И се надевам дека од септември веќе имаме најавено, значи уште многу дечиња, што ни представува особено чест и задоволство, но тоа морам да кажам дека се должи на професионалноста која ние ја даваме. Пред се јас сум дипломиран етнокореолог и стручно лице кој работи со традиционалната балканска, слободно можам да кажам, култура овде кај нас. И децата имаат можност да учат на малку повисоко ниво, да ја запознаваат српската и македонската традиција и обичаите, и истата да ја презентираат на многу фестивали и настапи. Ние сме друштво кое соработува со сите етнички заедници во Македонија, имаме одлична соработка и настапуваме како во нашата држава, така и надвор од неа. Сакам да најавам исто така дека во тек се и нашите нови турнеи. Имаме турнеја во Република Германија, во Аугсбург и во Република Турција, 2 турнеи во Истанбул и во Чанакале. Младинскиот центар Мултикулти 4-та година поред организира Недела на млади. Цела недела исполнета со најразлични активности и настани која завршува на 12 август, Меѓународниот ден на младите. Дел од активностите веќе се реализирани, а следуваат летни водени игри и младински разговори, информира Јована Лазаревска од Младинскиот центар Мултикулти. Организираме активности кои што се одвиваат секој ден. Годинава започнавме со креативна работилница за цртање, предводена од нашата волонтерка на нејзина иницијатива.
Веднаш потоа следуваше Младинскиот филмски фестивал кој што започна вчера со првата вечер, вечерва нели е втората и утре третата вечер. Правиме пауза од еден ден затоа што нели неработен ден, недела, и во понеделник започнуваме со продолжуваме, односно со неделата на млади, со вечер за друштвени игри и социјализација во еден кафе-бар во Куманово. Наредниот ден имаме летни водени игри на базен во Куманово и доаѓа денот на млади, 12 август, кој што ќе го обележиме со младински разговори во Младинскиот центар. Ќе разговараме за младинската работа, младинските политики, младинското учество и младинското лидерство, и на тој начин преку некоја плодна дискусија со нашите волонтери и младите од Куманово ќе дискутираме за младите во Куманово. Младите сакаат да споделат своји искуства и мислења и се вклучуваат во општеството, дали преку најразлични активности, иницијативи, дали преку работилници и креативни активности кои што ги организираме, и секако дека се заинтересирани, и токму оваа година имавме отворено и повик за волонтери за неделата на млади, и имаме одличен интерес, така што сметам дека младите се вклучуваат и се заинтересирани, иако нели во лето не очекуваме тоа да е така. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера вечер во полициското одделение Матече 42 годишен жител на Липковското село Опае пријавил дека неговото патничко моторно возило БМВ кое било паркирано во неговото дворно место било оштетено од заталкано зрно од огнено оружје. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово и се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Секторот за внатрешни работи Куманово денеска информираше дека вчера вечер во 19 часот 54 годишен жител на селото Черкези пријавил во полицијата дека од домот се оддалечила неговата сопруга на возраст од 51 година. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на лицето.